почитувани представници на медиумите, денеска со тимот од Социјалдемократскиот сојуз сме во посета на Штип и Карвинци да поразговараме со граѓаните за нивните секојдневни проблеми, меѓутоа и да поразговараме околу мерките од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, програмата која што е за посигурна иднина и подобар живот на граѓаните на Република Македонија. На Македонија е потребна промена, на Македонија е потребна нова, одговорна, честна власт која што знае да управува со ресурсите на Република Македонија, се тоа во интерес на граѓаните на Република Македонија. Затоа е потребно да преку економската програма на Социјалдемократскиот сојуз, преку добар, одговорен и честен тим, заеднички да работиме на остварувањето на определбите кои што представуваат интерес на Република Македонија и интерес на граѓаните на Република Македонија. Мораме да отвориме ново поглавје, мора да имаме безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата на граѓаните на Република Македонија. Мораме да направиме се овие негативни појави кои што се случува во овие 10 години однесоа Република Македонија назад да се променат, а пред се граѓаните да имаат верба во институциите на системот. Затоа мора да имаме сериозни реформи во правосудството, да имаме независно судство ослободено од стегите на партиските интереси. Мораме се да направиме да безбедносниот систем навистина стане столб на безбедноста во Република Македонија. Мораме да имаме професионализација, департизација и декриминализација на македонската полиција. Затоа постојат низа на мерки во овој правец во програмата на СДСМ, пред се враќањето на позорникарите, полицајци на улиците на градовите за да може да се подигне нивото на безбедност. Заради тоа што на таков начин ја доближуваме македонската полиција до граѓаните, македонскиот полицај станува пријател на граѓаните и нивен заштитник. Навистина е потребно преку една сериозна реформа во македонскиот безбедносен систем, во македонската полиција, да создадеме услови во кои што граѓаните ќе имаат верба во полицијата, а полицијата ќе нуди и подобра заштита. Исто така е предвидено во програмата да имаме и полициски омбудсман кој што ќе може да работи и да ги штити правата на граѓаните од постапувањето на полицијата, на тој начин да овозможиме постапувањата на полицијата да бидат во согласно со законот и при тоа штитејќи ги човековите права. Меѓутоа, за да се тоа се оствари, мора да имаме и задоволни полицајци. За нас е многу важно да процесот на реформи, процесот на професионализација, процесот на давање на шанса на професионалците во македонската полиција, кој што сега го започнуваме, го продолжиме многу посилно и позајакнато темпо, да македонските полицајци навистина бидат задоволни во својата работа, да се обезбедат сериозни услови за македонските полицајци, да им се обезбедат потребните материјално-технички средства за да можат да работат, да имаат континуирана стручна надоградба и се тоа во функција на заштита на интересите на граѓаните на Република Македонија. Едноставно, можеме да имаме задоволни граѓани, безбедни граѓани на Република Македонија ако имаме задоволни полицајци, полицајци кои што се вистински професионалци, полицајци кои што се влезени во македонската полиција не да ги штитат партиските интереси, туку напротив да ги штитат интересите на граѓаните на Република Македонија. Ова се основните начела за кои што денеска ќе разговараме со граѓаните на Штип, меѓутоа и ова се низа на мерки кои што ќе допринесат Република Македонија да зачекори напред, да биде попросперитетна, да биде демократска и земја во која што се штитат човековите права и има владење на правото. Луѓе доаѓаат од странство за да ги регулираат своите лични документации, како се тоа може да се коментира? Па вие знаете дека специјалното јавно обвинителство отвори истрага во однос на овој предмет кој што го имаме и во рамките на таа истрага се преземени низа на действија, меѓу кои и ова што и вие го споменувате. Тоа е работа на специјалното јавно обвинителство и на органите на правосудството. Тогаш кога ќе се спроведат сите действија ќе можат нормално да се одвијат и овие процеси. Инаку Министерството за внатрешни работи издава лични документи во овој момент. Кога сте личните документи, дали поднесовте кривична пријава за фирмата која изработуваше, за која сметавте да ги изработува фалсификат возачки дозволи? Мислам дека многу
пати одговорив на ова прашање во однос на тоа. Вината апсолутно лежи во приемот на ваквите документи и нарачката на ваквите документи во Министерството за внатрешни работи, не во фирмата која што биле нарачени овие документи и кои што се испорачени во МВР. Така, еве вашиот коментар за излегувањето на министрите од ДУИ. Дали ова значи еден вид на притисок за побрзи избори? Јас мислам дека прво тоа е работа која што ја договара дали ДУИ и ВМРО заедно. Тоа е прашање кое што треба да го одговарат овие две политички партии. Меѓутоа не очекувам ништо спектакуларно, едноставно очекувам замена можеби на одредени имиња со кои што ќе пратат привидна порака до јавноста дека се менуваат. Дека заврши теренската постапка за исчистување на избирачкиот список, дали мислите дека тоа е прочистен? Јас на ова прашање не можам да дадам одговор заради тоа што надлежен да даде одговор е Државната изборна комисија, анализирајќи ги сите податоци кои што се добиени од теренската анкета и анализирајќи ги сите податоци кои што ќе ги добијат и од страна на административната проверка од институциите. Меѓутоа, знам едно, дека мора да има доволно време за да биде прочитен избирачки список, а без прочитен избирачки список и без реформа во медиумите нема услови за фер демократски избори и нема да имаме кредибилен изборен процес во кој што ќе веруваат сите граѓани.